навистина е задоволство, убав прекрасен неделен ден да се помине тука во Прилеп заедно со Прилепчани на еден исклучително убав хепенинг кој што ретко се гледа во цела држава и навистина сакам да честитам на општината и на сите кои што го организираат. Се наоѓаме на могилата на непобедените, многу символично место кое што актуелната власт на заминување на СДСМ и ДУИ би сакала да го заборави, да го избрише, затоа што го потпишаа срамниот француски предлог со кој што ја бришат македонската историја, македонската култура и засебност, но ова не може да се избрише и жртвите кои што паднале за слобода во Втората светска војна секако не можат да се избришат. Во следниот период очекуваме уште поголема мобилизација и уште поголема победа на вториот круг на претседателски избори и на парламентарните избори на 8 мај. Очекуваме најмногу гласови за ВМРО-ДПМН во четвртата изборна единица и најмногу пратеници кои што ќе овозможат стабилна влада во која што нема да бидат дел ниеден од двата партнери во актуелната влада, ни СДСМ ни ДУИ, со цел да можеме да ги реализираме проектите кои што ги ветуваме, а за Прилеп се бројни. Моделот на инфраструктурата ветуваме завршување во трите фази на експресниот пат Прилеп-Градско до крајот на 2026 година, понатака до крајот на мандатот изградба на обиколница околу Прилеп, изградба на автопатско решение Прилеп-Битола граница со Грција. Понатака планираме заживување на железничката пруга помеѓу Прилеп и Битола, да се спојат практично двата града преку една брза линија, а понатаму да има и редовна линија помеѓу Прилеп, Битола и Солун, со целосна реконструкција на железничката линија. Секако тука е и поддршката за решавање на инфраструктурните проекти во рамки на општината преку средствата кои што ќе ги добива општина Прилеп секоја година и кои што ќе бидат околу 8 милиони евра годишно. Тука се проектите за пензионерите, зголемување на пензијата за 5000 динари уште во првата година, проектите за најмладите, каде што има директен поврат на средства, за родено прво дете некаде околу 30 до 40.000 динари, за родено второ дете и до 100.000 динари и за родено трето дете поврат на персоналниот данок додека детето не наполни 18 години, што значи уште една плата да влегува во семејствата. Тука е и проектот Купи или изгради куќа, каде што до половина трошоците ќе ги покрива државата и бројни други проекти за кои што ни е потребно да имаме стабилна влада која што ќе го штити македонскиот национален интерес, ќе враќа македонската национална гордост, ќе уведува функционална правна држава и ќе се бори силно со организираниот криминал и корупција.